Самопопишувањето започнува со најава на следните линкови: stat.gov.mk, попис 2021.stat.gov.mk, cenzus.stat.gov.mk. Регистрацијата за самопопишувањето се врши само од странство, земјата во која лицето престојува, а клучот за самопопишувањето е единствениот матичен број на граѓанинот, на лицето кое се попишува и неговата имејл адреса. Успешното најавување преку имејл порака, лицето се известува за лозинката на која треба да се повика за да може да започне со самопопишувањето. По добивањето на верификацијскиот код, пожелно е тој да се промени, т.е. да се креира нова лозинка. По успешното логирање може да се отпочне со самопопишувањето, а апликацијата возможува тоа да биде направено со избор на еден од понудените 8 јазици: македонски, албански, турски, ромски, српски, влашки, босански и англиски јазик, по избор на лицето кое се самопопишува. Пописната апликација има 7 екрани. На првиот екран се внесуваат адресни и идентификацијски податоци на лицето кое се попишува. Лицето го започнува самопопишувањето со пополнување на адресата на местото на вообичаено живење во Република Северна Македонија. Оваа група на прашања се однесува на последната адреса како последно место на вообичаено живење во Северна Македонија. Во однос на идентификацијските податоци, лицето пополнува податоци за име, презиме, пол и единствен матичен број. Потоа се пополнуваат податоци за вкупен број на членови во домаќинството и колку од членовите се македонски државјани. Потоа следат податоците за семејството: брачен пар без деца, брачен пар со дете, родители, партнери кои не се во брак со дете, мајка со дете, татко со дете. На вториот екран се внесуваат информации за миграции. Во овој дел се одговара на прашања за државјанство. Дали имате државјанство од друга држава, се однесува дали попишуваното лице покрај македонското државјанство има и државјанство од друга држава. Од која држава имате државјанство, се однесува само за лицата кои имаат државјанство и од друга држава. Причина поради која лицето е во странство, пред колку време лицето ја напуштило Северна Македонија, колку често се враќате во Република Северна Македонија, каде живеела вашата мајка кога сте родени, од каде сте се доселиле на оваа адреса последна доселба. На третиот екран се внесуваат информации за брачна состојба и етнокултурни карактеристики. Во овој дел се одговара на прашања за брачната состојба на лицето, бројот на живородени деца, како и прашања за етничка припадност, вероисповед, мајчин јазик и јазик на кој лицето зборува во семејството. На четвртиот екран се внесуваат информации за образовни карактеристики. Во овој дел првото прашање е највисоко завршено образование, при што се запишува школата со чие завршување лицето стекнало највисок степен на образование. Потоа следи училиште, школа што сега ја посетувате, а за лицата кои се уште се во процес на образование треба да се одговори за полето на образование и местото каде посетуваат образование. На петиот екран се внесуваат информации за економски карактеристики. На овие прашања одговараат само лицата на возраст од 15 и повеќе години. Прашањата за економската активност се однесуваат на очекуваната состојба во периодот од 25 до 31 март 2021 година. На шестиот екран се внесуваат информации за средства за живот. На овие прашања одговараат сите лица без разлика на возраста и можат да дадат најмногу 2 одговора. Понудени се модалитети во зависност од тоа дали лицето издржува некого и дали е издржувано лице. На седмиот екран се внесуваат информации за здравствена попреченост и потешкотии. Одговорот за постоењето на потешкотии во извршувањето на секојдневните активности на лицето дома, на работа или на училиште се заснова само на изјавата на лицето, а не врз база на документација за неговата здравствена состојба. Односно, за постоењето на потешкотиите не мора да постои медицинска документација и лицето не мора да ја поседува.
Податоците не се прибираат со цел да се утврди здравствената состојба на лицата, туку да се увиди како потешкотиите кои лицата ги чувствуваат им влијаат во нормалното извршување на секојдневните активности, односно во нормалното одвивање на нивниот социјален живот. За движење низ пописната апликација се кликнува на копчето "Премини на друга страна" и зачувај, а само попишувањето завршува со копчето "Затвори".